Господин Андонов, еве денеска 31 октомври, светскиот ден на штедењето. Какви се трендовите во Македонија, во Струмица? Дали граѓаните од година во година знаат да тргнат некој денар настрана и да го остават во банките, или пак нема тренд на растење на штедењето? Денес е денот на штедачите, веќе медиумите тоа го информираа, сите сте запознаени и обичните граѓани, а ние банкарите посебно, бидејќи тоа е ден кога ги разгледуваме нашите резултати во однос на штедењето, во однос на депозитната база на банката и можам да ви кажам дека во последно време, не во последно време, години назад, довербата кај штедачите расте, депозитите растат. Скоро беше една информација од Народна банка дека веќе достигнале околу 3 милиарди 400 милиони евра, што е едно завидно ниво за Македонија и за македонската економија, бидејќи ние сепак сме земја која нема силна економија, но имаме силна желба за штедење и сме многу во тој поглед пред нашите соседи и пред европските, да кажеме, податоци за штедење на глава на жител. Ние сепак немаме големи средства како граѓани, бидејќи имаме мали примања, но тоа што го имаме, знаеме вредно и домакински да го заштедиме. Порано беше тренд тоа да се случува дома, парите се чува во подперница, што викаме, нели? Но сега трендот е тоа се повеќе да се става во банки. Господин Андонов, кој штеди повеќе? Која е старосната граница на луѓе кои што штедат? Најмногу штедат меѓу 30 и 50 години, бидејќи децата исто така штедат преку своите родители. Секој родител обично има за своето дете отворено штедна книжка, од роден ден, од семејни веселби, од поклони, од баби, дедовци, од роднини. Се што ќе добијат, им го стават на книжка и после полнолетство имаат една, да кажеме, позавидна сума за штедени пари. После тоа веќе се оди на студии, се оди во брак, се мажат, се женат, трошат повеќе, излегуваат, шетаат и веќе кога после 30 години, меѓу 30 и 50, одново почнуваат овој принцип на штедење. Кажавте дека можеме да му парираме на европските земји на соседството во однос на делот на по глава на жител, во однос на штедењето. Колку банките парираат на европските и светските банки во однос на механизми кои што ги воведуваат, ги унапредуваат за привлекување на штедачите? И кај нас се случува истото. Често се прават кампањи за штедење преку медиуми, преку флаери, преку радио. Се оди и во посета на потенцијални штедачи, им се нудат продуктите кои може да ги имат. Обично интересот кај нив е дали каматата му е стабилна, фиксна, што не беше пракса до сега, до оваа година. Меѓутоа, од јули месец оваа година имаме една нова регулатива која на штедачите им нуди посигурна камата. Порано беше тренд на опаѓање на каматите и од негде 7-8% веќе се паднати од прилика на 3,5% за штедење на 3 години за денари. Меѓутоа, од оваа година, од јули месец, тоа веќе не е можно. Банките не може така лесно да ги вршат овие работи, бидејќи регулатива има Народна банка и на секој 6 месеци ќе се прави ревидирање на каматите во изминатите 6 месеци, ќе се дава една камата која банките ќе треба да ја почитуваат. Значи, не може да ги менуваат каматните стапки. Тоа дополнително даде една сигурност кај штедачите и оваа мерка допринесе да имаме зголемен интерес на штедење во овој период. Кои се таргетите кои што ги има банкарскиот сектор кога станува збор за штедењето? Обично банките тоа го прават преку регулативите кои ги дава Народна банка, бидејќи штедачите во секој момент треба да бидат обезбедени со средства кои ќе дојдат да ги подигнат.
Значи, ние никогаш не се оставаме да имаме 100 единици депозит и 100 единици кредит. Значи, секогаш се остава едно 20%, 30% да имаме по-големи депозити, отколку ще имаме кредити, за да можат щедачите во секое време да ги добијат своите пари. Тоа исто е регулирано и од страна на Народна банка и не може банките тоа да го прават на свој начин, туку така како што е законот и како што е регулирано. Обично и кај нас тоа е случај, може да се види од самите биланси на банките, каде што се гледа дека секогаш депозитите се во поголем износ од кредитите. И за крај, што им препорачувате на гледачите кога станува збор за штедењето воочи светскиот ден на штедењето и банкарството? Па им порачувам да одат во банките, да ги пласираат своите пари, да добијат дополнителни приходи од тоа, да си ги стават на сигурно место, сепак е во банка најсигурно да се штеди. Депозитите се обезбедени до 30.000 евра по лице во банка, во секоја банка по 30.000 евра, што е значителна сума и мислам дека не треба никогаш да се двумат ако имаат вишок на средства, пожелно е да ги донесат во банките и да ги штедат. Така на тој начин ќе имаме корист за сите бенефити.